Смртна казна доби воспитувачка во детска градинка во Кина, која што затруила 25 деца кои што јаделе каша за појадок. За жал, едно од затруените деца го изгубило животот. Името на воспитувачката е Ван Кјун, која што со употреба на натриум нитрат ги отрула децата на својот колега учител. Тие имале караници околу прашање за управување на оддел во градинката, па како што информира BBC, ги отрула децата за да му се одмазди на својот колега. После појадокот на сите деца им се лошело и изгубила свеста. Инаку, ова не е прв обид воспитувачката да отруе некого. Претходно ставила отров во храната на незиниот сопруг, кој за среќа поминал само со мали проблеми. Нарачени се повеќе од 1,2 милиарди дози од руската вакцина Спутник 5 против коронавирусот од многу земји од светот. Фондот прими барање за над 1,2 милиарди дози од Спутник 5 за периодот 2020-2021 година. Повеќе од 50 земји од Европа, Азија, Блискиот Исток и од Латинска Америка поднесоа пријави за вакцина, изјави шефот на фондот Кирил. Предходно фондот ги објави договорите со партнерите од Мексико за снабдување на 32 милиони дози, со Бразил за 50 милиони дози, со Индија за 100 милиони дози и со Непал за 25 милиони дози вакцини. Инаку руската вакцина Спутник 5 е првата регистрирана вакцина против коронавирусот. Ја произведе Институтот Гамалеј, кој на 11 август доби потврда за регистрација од Министерството за здравство на Руската Федерација. Data patterns appear. Светската здравствена организација денеска објави дека милионските смртни случаи од COVID-19 се многу тажен биланс. Многу жртви претрпеа ужасно тешка смрт во услови на осаменост, а нивните семејства не можеа да се збогуваат со нив, додава СЗО. Толку многу луѓе изгубија толку многу луѓе и немаа можност да се збогуваат, изјави портпаролката на СЗО Маргарет Харис. Според неа, многу луѓе кои починале умреле сами. Тоа е ужасно тешка смрт во услови на осаменост, рече Харис на пресконференцијата во Женева. Таа посочи дека единствената позитивна работа кај овој вирус е тоа што може да се потисне.